Еве сме назад во вториот дел од Утрински зрак, каде ќе поразговараме со нашиот сограѓанин кој сигурна сум дека сите го препознавате кога ќе го сретнете по Велешките улици, а и невозможно е да не се препознае ваков специфичен лик, како што е нашиот гостин утрово Кирил Гравчев. Добро утро и добро ни дојдовте во студиото на К1 телевизија и нашата утринска програма Утрински зрак. Добро утро, добро ве најдов. Да, и Бог добро. Мала увертира за оние што не знаат, Кирил Гравчев е добитник на овогодинешната награда Петре Прличков. Затоа најпрво предлагам да го погледнеме прилогот кој што го подготвивме за вас. Некогаш, малече, кога сум многу малеч, миде да се пукнам под крилото на некоја птица и да летам дури кај вас и да ви кажам «Ала!» Целиот свој работен век го поминавте на штиците што живот значат во Велешкиот театар. Но оваа награда ја добивате по 46 години. Што оваа награда значи за вас и како се чувствувате кога дознавте дека токму оваа година ја добивте најпрестижната награда за животно дело Петре Прличков? Прво, 46 години не се многу. Да, точно А второ, кога развел се чувствував прекрасно. Прво, не заради наградата, прво за името на наградата. Точно така. Петре Прличков. Второ, многу близок пријател кој сме работеле и сме се дружиле и пријатно и ми беше просто фасцинантно да добијам таа награда. А награда, која награда? Ја била, ја не била. Да. Точно Многу имало да се добивали и се добивали, и не се добивали. Тоа е таква награда, која награда. Али ова пожедно, мислам, не посебно, многу ми значи. Точно така. И бев многу возбуден. Бидејќи споменавте дека и вие сте еден од ретките актери кои што можете да се пофалите дека сте соработувале и играле на сцена заедно и со Петре Прличков. Може ли да ни раскажете малку повеќе околу тоа? Да. Сме работеле со Чечко Петре повише представи. А исто така сме се дружили и пријатно многу. Например, тетка Нада, жената на Петре Прличков, имаше поверение само со мене да го пушта да одиме негде и да не му мисли многу.
Оти знаеш дека го чувам, го пазвам како вода капка на, знам, пошто он беше посебен човек, беше и поеми, долго време ќе биде поеми за македонскиот театар. Пошто најмногу ќе го паметите, каков глумец бил тој? Како, беше прекрасен глумец, он беше можеш само и у Холи, ако беше у Холи, он ќе беше сега Чарлз Чаплин, ништо за него. Точно така. Може да ни раскажете за некој дел од вашата соработка? Од него, например, со него ми било фасцинантно тоа што од него сум научил работливост, упорност у работата. Например, мене ми било чудно звезда на балкански ранг, не звезда тука која некој сегаш Македонија, беле Скопје. Беше у Југославија звезда. Например, с неја кога работеме Чорба Житјоводос, имаше сценографија, требаше, има лозѓе таму, нели? И лифт, треба лозѓе да има настина, а он сам цело време лифчињата ги крои, ги прави, пази, многу пазеше на секој детал, на секоја ситница. Кај него немаше ништо вака да се импровизира, да биде, се импровизација, која импровизација, ама се е изработено до совршенство. И тоа ми беше фасцинантно и од него работливост се научи многу, дека треба да се работи, да се биде тука, да не се ништо да не се остало на случајност. Дали е возможно да ни доловите некој момент кој што по најмногу ќе го паметите? Некој интересен сме момент одели кој што многу ви и на се... риба. И еден случај имаше многу Значи, интересантно. Приватно сте многу се дружевме, да. Да, дори он знаеше дека сум мераклија, дека сакам чамец многу, например, и го донесе чамецот на младост, на езерото, кој работевме на некоја пресара возевме. И требаше... И јас се обозев со чамецот, нон-стоп одев. Уживав со чамецот. Имаше убав чамец. И имаше една интересантна случка. Кога фати еден крап од 36 кила, а одевме у Куманово. И некоја музика снимавме за представата, нешто. Таму имаше студио. И на враќање, ќе одиме, он имаше гол, си го возеше. Иако беше го поодмок, Лесарос си возеше, он не оставаше друга воз. Не даваше никој да доаѓа, сам си ја возеше. И, вика, ќе одиме на езеро, вика, од таму се враќаме преку автопат, нели? И одиме на езеро. Камп при колисата му беше тука. Седеше едно време долго, една месец седеше. Си одеше до Скопје, ама си идеше и си седеше у камп и чамот се тука фаќали. Да. И сме фаќале многу. И се враќаме од Куманово. И тука кам при колисата до езерото. Гледам еден крап. Со влакно овака. Се преврзуе. Вака. Кам ти го везе? Гледај крап. Леле, вика. Тачно, жена и кука е на тоа, како се вика, не знам. Он ги знаеш. Имаше блинкер, од Австралија донесен. Еден од најубавите блинкери у Македонија, тоа време и Југославија. Он имаше специјална опрема. И дотрчаа и други тука околу него сите. Знаеш како он кај одеше по него. Да. Сите. И го фанаа со тоа куката. И го зимаме у колата, го носиме. 36 кила го мериме. Како го се исполна ситуација, како го фана перица. А го фана така, беше вака, дека е фана ти не го вајде, да не умирење грабо. Ама ние само ја имам, знаме како си го фанавме крапот. Точно така. На тежок начин, ама... Да, имаше и други на Бабуна, па многу сме оделе. На Бабуна, многу уживаше, ја кога се смеам. И многу сакаше да ми прави ситуации. Ќе фане некој рипче малечко. И ја таму кмишам, не сегам, ја вако фаќам, таму Бабуна се закачува, и ќе му фрлам најпоследицата и си гледам, тука си седам. И ќе фане некој малечко рипче, укатко. Кире, царе окуре!
И така. И многу уживаше тоа, ми беше чудно да речем. У извор, вамо по селото, кога сме одели по Бабуна нагоре, нели ќе запремну некое село и кооперација има таму. И у кооперација ќе влезе, ќе купува трскалчиња. И шо го джезвиња, мезвиња, тенџерчиња, полна кола. Сега овие попат 100% ги фрла. Ама чалама да се крева треба. Така. Кај, а си по него сурија оди. Кај да оди, Да. слики се даваат. Значи, Автограми му бараа многу. Слики носеше само со него по 1000, по 500. значи сепак ќе го помедите по многу интересни ситуации. Па како не, па него немаше кој да го знае. И од мало, до 100 години. Може би Ето, од него сте го наследиле тој хумористичен. па добро, од него па еден комплимент имаме нешто ние да игравме доле да речеме област игра главно, да? Терпсија да играм таму. И една колешка у Стоби, 5-6 публика, убаво помина представата, една колешка, Котенка Мика. Вика, Леле, како ти гледам, ко Петре Прлишко, вика го да гледа. И ми беше голем комплимент Голем тоа. комплимент. Точно така. Ма еден од поголемите комплименти што сум ги чул, да речеме. Да. За вас тоа премногу значило. Да. Од 1970-та сте дел од театарот Јордан Хаджи Константинов Джинот. Да. Ајде малку да поразговараме околу тоа, да ни кажете некоја паралела. Да. Најпрво не беше театар, само што го затворија кога дојдов у театар. Пред една година. Ја Да. не знае дека он беше затворен. Тоа беше 71 година. Ја првпат, да речем интересно е, јас првпат у театар како сам да сум отишол да сум гледал представа, тоа беше случајно. А иначе со родителите сум одел. А и сум одел у театар, пошто учевме со Марија, а Марија беше ќерка на Кокан. Кокан беше многу познат глумец, комичар тоа време. Мајка и работеше во театар, продаваше билети и ружа. И сум одел на роѓен ден и се дружевме, бевме Да. детски другари. И многу, онај кај ја кај нив. И тоа ми беше познат. Таму, он живеел во театар, зад театарот. Имаше таму станови, 2-3 коча во светлицевот, и имаше таму глумци што седеа. И, например, дрвената чинија, она смо ги гледал. А комшии ми биле Димче Галев, глумец број 1, можда и ако беше жив, ќе беше на рангот на Петре Прлишко, да. Играше еден филм, а беше киното и театарот заедно. Вардар, кино Вардар и театар си беа заедно тоа време. И играше еден филм каубојски, Деви Крокет. Деви Крокет и пиратите, така некако. И одам денаш, 2 пати, 3 пати карти, немаше цепа, тоа време за карти беше чудо. Там за карта да беше немогуќе. И одам еден ден случајно, паќам на кино, кога гледам, Цецка Ружа продава карти, на Марија мајка и на Кокан, глумецот жена. Цецка Ружа има ли карти? Има вика. Дай ми една карта, викам. Не, викам. Гледам, вади, карти пиеш, многу има. Ми да, гледам натред, после беше за темната салата. Гледам, чакам како, му ќе гледам Деви Крокет. Се дига платно, гледам наеднаш. Гледам, што се наработа, викам, не. Гледам представа, ме фрапира представа една и многу убава гледав тогаш, Оливер Твист. И после кога сум разговарал после долго време, сите од глумците вика дека таа представа била Едно од подобро. од подобрите. Да. А тоа беше во младинско драмско студио некое. Игра, да речеме, Митко Бегинов. Игра Димче Грбев, Боре Ангеловски. Они од прилика у моја близина живеја, ги знам, ама
представата стварно ме фрапира, ми остави голем впечаток. Тоа може да било 67 68 година, 66 69 не знам. И после тоа имав другари, навечер гледам ги нема на курс. А да кај се, викаме, нема вчера, не кава, вика. А да вика, ние у театар, да вика, оди, вика, тоа, вика, таму сме, вика, во студија. Каде? Таму, бе. Ама, бе. Ама, вика, сад има, вика, аудиција, вика, четврток, петок, не знам како. Ако сакаш, вика, приведеш, вика, само интересно е. Да. О, вика, отидам. И отидаме со еден друг другар, Младинско драмско студио. Тогаш, само што го затворили театар, студио. И аудиција, не примија. И со Младен Кртецки у исти ден имаме отидено. Да. И натака. Да, значи сепак така сте роди љубовта спрема актерството и така беа вашите почетоци всушност. Да. А таму во студиото, да речем, сме останували од Сабајле до Сабајле. Да. Имаше бифе многу интересно. И само за театар се правила мобет, не се правеше таму мобет за нешто друго. Па долго време, да речем, јас сум разговарал и со мои колеги после тоа. Со други луѓе и не можевме да зборуваме многу. Оти не знаевме друго да правиме мобет, освен за театар. Да. И се ни било друго досадно. Може Чудни ли времиња беа ти. да издвоите дел од вашите почетоци? Пример, која е првата представа која што сте одиграле? Како започна сето тоа? Прва представа што сум изиграл, мислам дека беше Јазовецот пред суд. Пред тоа сум цитирал. Ама пака со текст, Јазовецот пред суд, мислам дека беше прва представа. После се редеа и други. После тоа работевме представа, па отидов на Академија во Софија, кај професор Александар Илиевски. Он е доктор, професор на пантомима и предава ни цел свет, предава во Америка, во Италија. Работевме представа и вика, ќе водам класа, ако сакаш ти, дојди, немаш проблем. И колешката, Слободанка Чичевска, решивме дојдеме во Софија, се запишавме и завршиме во неговата класа. Вашето образование е во Софија сте, Софија, така. Точно. Сте одиграле повеќе од 100 улоги на театарската сцена, исто така и во сериски и играни филмови. Која е вашата омилена представа и да издвоите кој е вашиот омилен лик? Или неколку Не посебни? можам вака баш да Или сите ви се драги? омилени. Не знам како да кажам. Сите се омилени. Да. Сите се омилени, не знам. Па, што знам како да речем. Која што ви оставила некој подобар впечаток, поинтересна содржина? Па сме се дружиле многу. Има многу и анегдоти. Ние тоа живееме и сега живееме како фамилија. Нема во тајни. Колку според вас публиката знае да ја препознае добрата театарска представа? Велешката публика една е од наједуцираните публики во Македонија, а ја во Македонија нема кај не сум играл. Да. А дури и по село. Кога сум више таму, ми се случило да речеме, играв неканија да играме со Јордан Вицонов една представа, се викаше Сиво со призвук на олово. На Преспа Штрбц или Штрбец, како се викаше тоа селото, место, не знам како го вика, има некој таму
годишни ще собираат они и не канеа да играме представа. Чујме, ќе играме, добро. Ја мислам, ќе играме представа. Они сме играли дење представа. У едниот сатот, што би било просто немогуќе представа да се игра дење. И вика, дење ќе игра представа. Па добро, ќе играме и дење, не е проблем. И ја играхме дење у 1 сатот. Сме играле баш на не институционални сцени сме играли. Надвор од театар, сегде сме играле. У Кошани сме играле на реката доле. Сме играле на езеро, таму. Значи, сепак велешката публика ќе ја издвоите како една Да, од да, велешката е наједуцираните. публика, една од поедуцираните и таа нашата публика е сака театар. Ретко кој театар може да се похвали со толку публика. Да. Ние сме имали публика. Просто нема у Македонија кај што имаат толку, а и да си ги сакаат глумците. Ако не беше така, немаше да се направи овој театар новиот. Да, новиот. Дали сметате дека има наследници на постарите актерски генерации? Има многу наследници, многу добри колеги. Има сега млада генерација, просто растура. Многу добри. И од нив ќе биде сигурно многу големи. Многу добри, артисти. квалитетни актери. Квалитетни артисти. Точно. Дали сметате дека денеска има квалитетни театарски представи? За разлика од порано. Има. Има и условите се многу по други, да речеме, по... Да. Сега, но кај нас у новиот театар имаш могуćност и техника и тоа е вредно нешто. Просто на европски ранг. Се што е ставено се е врв. Кој е тоа е. Тоа ќе биде. Кој е озвучење на тоа е. Тоа ќе биде и така да могуćности има многу и представи има. И тек ќе има уште. Ние не сме толку на толку убаво научени. Да. Просто не изгледа се големо, се да речеме на стариот театар сцената беше многу поинтимна, и сите бевме тука. А ваму много ширина има големина, просто те јаде сцената, уште не сме навикнати на таа големина, на таа убавина, да речем. Не знам, за убавината треба да се навикнеш. Токму тоа ми беше и следното прашање, да направите некоја паралела помеѓу представите од 20 и 30, помеѓу 20 и 30 години кога вие глумевте и сега. Какви Сега се... Која е разликата? Представите, ние може да сме мислили дека правиме кој нешто таму се. Секој ставаме да го правиме, ние како правиме. Вие могуćности тие не се исти. А макар што за театарски чин треба еден глумец, еден гледач и една свеќа. Не треба ни струја, па да биде представа. Али техниката си го прави своето. Точно така. Најчесто ве гледаме во жанр комедија. Во кој жанр најчесто глумите? И дали имате глумено во друг жанр освен? Па добро сега. Комедија, па сум... Најчесто ве гледаме таму. Сум играл и... Але ки комедијата не е лесно да се игра. Комедијата мора да има душа, чувства. Ако нема, да не. А за да има душа, чувства, треба и трагедијата. Секој комичар може трагедија да игра поарно, отколку комедија. Што е Оти се потешко? работи со душата, со чувствата. Што е потешко да се одглуми? Некој хумористичен лик или Се е трагичен тешко лик? и се не е тешко, како да кажеш. Тешко е. Сепак, јас Ако сметам, знаеш, знаеш Да. како да кажам. Ако знаеш не е тешко. Кога ќе видиш, па не е тешко, па не, ако ќе пробаш да правиш нешто, па не е баш така лесно. ама сепак комедијата вие најмногу ја применувате.
Па така ми даваат улога. Како ми дадат некоја А јас да плачам, ќе плачам. Да. А јас сметам дека комедијата е најтежок жарн. Па се слагам. Треба Да. да си многу суптилен, треба многу да ги знаеш. Да насмееш Да животот да го публиката. знаеш, да знаеш ситуацијата, Да. значи да има мерка. Оти комедијата ако нема мерка, она е пазарска работа, ако нема мерка на пазар. Циркуска работа. Не, ама има многу треба чувства, многу мерка, многу и знаење на крајот. И животот да го знаеш. Голема работа е комедијата е. Зашто некогаш текстот гледаш некој текст, кој ќе бидеш глумците. Не, до разорна работа да може, не, знаеш некој каш како. И господова работа. Да. Треба да имаш талент. За Па тоа. треба. Кој Не за може се? секој. И за бебер, биде. ако си треба да знаеш Да за кај да знае. фанеш косата. Да, не може Ако си секој. Шнајдер, да треба да знаеш кај да дупнеш дупчето. Точно. За илицата. Точно. Споменавте дека сте имале театарски представи низ цела Македонија. Но, ајде да споменеме нешто и каде сте играле надвор од Македонија. Па сме играле во Србија, во Русија, во Украина. Сум играле. Али од едни од по-впечатливите гостувања што биле, кога бевме во Москва, ме канеа да играме во куќата на Чехов. Тоа е во Мелнихово, но 200 километра, не знам точно колку е од Москва, појма неа. Бевме таму, игравме во куќата на Чехов. Има мало театарче. И ми беше особено чест и задоволство. И голем впечаток ми остави таму. Публика имаше многу, беа фрапирани. Игравме ние представа од Чехов. Се вика Душичка. Ја игравме јас, Младен Крстевски и Весна Димитровска. Добивме критики многу пофални. И тоа ми остави голем впечаток. Исто ми остави впечаток многу во Керч гостуевме во Украина. Таму гостуевме со представата Лисистрата. Исто помина многу убаво. Гостуевме у Севастополј. Таму останавме 15 дена. Со 2-3 представи. Многу поминавме убаво. Многу похвали. Јордан Витанов доби награда актерска за главна улога во Филоктет. Тоа ми остави голем впечаток. Сме гостувале Србија, сме гостувале Београд. Тие театарски представи надвор од Македонија беа на македонски јазик. Да, на Македонија. На македонски. Значи сепак го негувавте македонскиот јазик и македонската култура. А други не знаем. Точно. Ве гледаме најчесто на телевизиските екрани како дел од народните приказки. Продолжува ли соработката со народните приказни? Да. Во народните приказни имаме изиграно преку 130-150 приказки и уште ги работиме. Моментално играм во новите Тврдокорни. Аз сум играл и у старите, со Стојан Стојанов ги работеше. Те беа од попечатливите телевизиски остварувања. Тоа време имаше да он добивано и награди. Он направи Тврдокорни за нашите војводи македонските. Сега нова серија, нова се снима. Играм и во тие. Летово играв во најновиот македонски филм
Слобода или смрт на Владимир Блажевски. Много интересантен филм. Играм во серијата на нелето Операција Диамант. Сега имам некои понуди, треба да се снима некој. По приказките продолжуват се снимаат тие. Ги работиме. Мене и на моите гледачи не интересира како една театарска представа вие ја припремате. Како вие се подготвувате, како изгледа сето тоа зад сцената, да ни раскажете некој интересен момент. Тоа исто сум го научил од Прличко, например, кога имам представа. Цел ден не работам ништо друго. Таму на представата мислам. Си мислам, тоа од него го научив. Ништо не се нафаќам да работам ако имам представа. Си размислувам, а ти ако не размислиш, ако не си концентриран, друга си така. Може кога сам од чувствие, али тоа таква ми е наведено. Тоа сум го научил од него. Да си правам обед, можам со некој колега за логата, па да си го повториме текстот, па да се... Друго не мислам дека... А кога работиме 45-50 дена, само има проби, па на маса, па читки, па на сцена, па прва, па трета на сцена, па е така. Значи околу 50 дена трае подготовка. 40-50-35. Па сме работиле представа за дори за 20 дена. 20. За 30. Сепак, да, точно така. Али просек 40 дена, 45 трае. Подготовките, има работа. Не е лесно. Па текстот. Еве се приближуваме и кон самиот крај на нашиот разговор. Па јас би сакала да знам кои се вашите планови на професионален план, идните планови. Моите планови не зависат од мене. Од што зависи? Зависат од режисерите. Ако ме викнат, јас сум спремен. Значи сепак Јас сум на крак. не ни откривате. Не треба некој да ми каже ти ќе у другата недела ќе работиме ова. Моментално работиме нова представа, нашиот театар. Се вика Ана Комнена. Игра целиот ансамбл. Ќе биде голема представа. Се спрема за да биде, ја работиме да биде една бренд на театарот. Ја работи Нена Цвитанов, заедно со Засерчев, и со Господ напред, и со нашите мудри глави. Можеме ќе дојдеме до голема пред. Никогаш од напред не знаеш што ќе биде. Што ќе биде? Се надевам дека успешно. Важно е да се работи и тоа е. Да. Јас ви благодарам, господине Кирил, што ја прифативте нашата покана и што сте дел од нашата утринска емисија Утрински зрак. Се надевам дека вашиот следен проект и нареден проект ќе го реализирате успешно, како што веќе споменавте, и се надевам дека ќе имаме повторна средба.